Градот Демирхисар и општината пошироко по однос на зачувањето и негувањето на старите сенајти ја дели, ако не сличната, истата судбина со поголемите градски и општински центри. Берберскиот занает во Демирхисар е еден од најстарите кои што жилаво се уште се противи и се бори со силната конкуренција и предизвиците на новото време. А Гоце Берберот не е популарен само по песната, Гоце Берберот е популарен и во реалниот живот на Демирхисар. Во неговиот дуќан, главите, фризурите ги дотерале помалку познатите и најпознатите демирхисарски фаци. Имаме искрена желба да го посетиме Гоце, да го чуеме како живее и како работи, како му води бизнисот. Гоце со нетрпение не очекува. Одиме. Добар ден. Здраво, Гоце. Здраво, како си, добар ден? Добро. Како ти изменува денешниот работен ден? Добро, имаше досега сега малку се попаузаве сега време на ручек и така малку се потребно е, иначе добро е. Ние специјално дојавме со намера да те посетиме, дека имам информација дека ти си еден од најпопуларните заветчи во Демирхисар, не само овде во Демирхисар, туку и кај нашите селеници во странство. Па сите тие што без наша име терува, но сигурно добро ме познава како работам, што работам. Преку летниот период претежно идат поиќе така од странство и да сите се навраќат така да видат пак дали ги имам занајдено принучено или поизгубено нешто. Важно добро е сето да се. Еве згодна прилика е секој уште кога се поздравив кога влеговме дека ти си не само кај демирхисарци кои живеат овде, ти си доста популарен и кај нашите селеници во странство. Особено во Австралија. Имаш ти некои твои роднини пријатели кои што се во странство во Австралија? Па имам и роднини пријатели, повеќе имам пријатели него роднини. Така, еден од нив, например, да го земиме, да име Тамчевскиот Степче. Обично му си весела имам по некој, така што сум живеел добро, и што се сеќава добро на мене, што сум му остали добри спомени. Одржувате контакти со слушате? Па не многу, ама од време на време се јавуваат. Понекогаш и да и ме посетува. Ти си највозрастниот занаетчија, по стаж, како бербер си најстарите демирхисарски бербери. Можеш ли малку да не вратиш на твоите почетоци, од кога го наследи, кој те учеше занаетот, кога почна берберски занает? Ја Господи не завршив и одев на занает. Тоа негде 70-71 година. И мајстор ми беше Бале Трачевски од Растојца. Живееше тука во Демирхисар. Кај него учев, така што после решение да замина војска, исто е работа, вистата работа. Работа исто бербер. После војската, уште од војска, пред да се дојдам, мајсторов благо ме зедек уртак да му бидам, заедно да работиме. Колку години се занимаваш со овој занает? Пак, негде преку 35 години згора негде. Па ти е евидентиран стаж работа сигурно? Па сигурно толку негде, околу 33-4 години ми е работниот стаж. Можеш ли да се сетиш на некој доживување 40 годишно искуство во занаетот, некој доживување, веројатно ти си имал многу доживување во животот со твоите муштери, некој што особено ти оставило печаток и на кое што се сеќаваш и кое што ќе кажеш? Печаток е како стана, тоа беше во горниот дуќан. Да средувал малце натре, чистел огледалата. Добар ден, може на обричање, може лагано, дечко младо. Седнувам да обричам, го обричам, секој нешто си плати, пријатно. Тама замина продолжив докато што имав оставено да чистам, продолжив со чистење. Добар ден, миле како онова, со обзорно мислиот муштерија. Добар ден, гласов исто се. Може едно бричење. Мене ме фати како паника, сега го бричав, пак ми бара бричење. Што ме работа на Албану, може му велам ако со полојна устанеш, не сум. Доседнувам и сега вземам четка, крпива ми глава, и се мислам се дали истиот, не истиот, а истиот човек, бе.
Ту е работа сега причава, пак брада има. Гобриков, секој нешто. Исто, ми плати се, пријатно. Ама јас останам, никога не удобно сега. Дали двајца порадим или еден. И сега пратам да видам ќе оди тука Џорџот би беше комшија со кафаната, влага в кафана. Борци Џорџ, еден од најставите демешки српски гостители. Влагам в кафана и го гледам со брат му, уствари тој првиот што бил, брат негов, близнаци. И се докај на вас, тие кога ме видел, ела мајсторе, да се напиеш нешто, јас одам и му кажам, што ми направите вие. Без бунат, можевте вие двајца да бидете стрижени, а еден да плати. Може така да ми направи. Се не почне платајат си. Тоа ми остана мислам најремно што вака, што ми си го десено по занајатот. Сигурно има и други случаи. Да, има и други, така некои што се предположда, мога беше еден од тие така што ми било. Кај тебе фризурите ги дотерувале обичните граѓани од секојдневието демешкисарци, меѓутоа и повеќе или помалку познати демешкисарски фаци. Можеш ли на некој да се сетиш на кого се имаш дотерувана фризурата му, си му го променувал имиджот, менувајќи ја фризурата и така натаму? Слушај, во тоа време, не во тоа време и сега, демеки се мислам оти што бил директор, преседник, се поминало низ рацеве. На сите сум дотерувал фризурите сум го правил, така мислам на тие да бегале во градовите, например, да оди во Битола или во Скопје да прави фризура, или пак кај мене тука, без разлика што бил тој преседник или директор, или како да речем некој, ете така од тие поврвните, големите луѓе. Имам дури Киро Ангелевски во Охрид живееше, да би ги заридеше на стрижење. Така мислам имам некој поштени што... Еден од нив сум и јас. Да. Без обзир што сега имам помалку коса. Како се снаоѓаш? Како се снаоѓаш со луѓе кои што имаат недостаток на коса? И луѓе кои што имаат, еве да речем случајно, од повеќе коса. Јас сум еден од оние што имаат недостаток, а бев од луѓе кои што имаат повеќе коса. Можам да речем дека подобар мајстор сум за тие што им понема коса, дали дека повеќе има такви луѓе. Добро ви исследувам фризурите и се благодарни луѓето, муштерите. Благодарам. Не знае што да скрим. За крај, Гоце, би сакал уште да те прашам. Модерните времења барат и современ инаков пристап третман на луѓето. Само за тоа време се јави и се појави конкуренција. Ја имаш и таа конкуренција, како се тоа? Тоа беше подобра конкуренција да ги ќе си знаеш кои се твоите муштери. И колку имаш и како имаш, како можеш да работиш. Конкуренцијата никош не ја зашто секојаш е добра. Да, се бара квалитетот ако имаш успех, ако знаеш да работиш, ќе продолжиш и со работа. Сега, мора да има малце намалување од бројот на луѓето, или секако тој си од некои пријатели, ти си појде таму кај тој другиот. По почетокот кога почнав јас да учам, например во Демигисер беше помало место, имаше тројца пербери. Ја учев еден од тие тројцата пербери, од кој едниот си ојде продавач, па останам уште двајца. Едно време останав и дури сам. Мораше да викнам уште еден бербер, од ја не можев да престигнам, беше доста гужва, и го викам тој Цане, што работи на автобуската. Тој почнува да работи така, после се јавува Крсте, па децата ги учи, така тоа, ама што конкуренцијата е добра работа. Благодарам, колку сме должни? Ова ќе оди заедно со снимање во Бачишот. Чести фирмата, така? Случајно част. Ти благодарам многу, уште многу години да бидеш со занаето, да си доживееш, да си дочекаш заслужена пензија. Шудовски. Австралијанците кога ќе дојдат нашите во Австралија, сега веќе знаат каде да ги дотеруваат фризурите, особено машкиот пол. Се надам дека во друга прилика ќе имаме малку повеќе време и можност да Добро, благодарам. Бидејќи ти си интересен соговорник. Благодарам. Благодарам. Довидување. Ајде се најдобро.